Добар ден, добри луѓе. Добро дојдовте во мое село. Мое село во твоето село. Денеска сме почитувани во село Кравари, рамничарско село на надморска висина од 580 метра. Главна гранка е земјоделието и сточарството. Ви најавувам интересни настани кои што вреди да ги погледнеме. Одиме заедно. Здраво живо, почитувани мои. Денеска се наоѓаме во село Кравари. Како мој прв соговорник ми е Гоце Талески. Гоце е председател на местната заедница во село Кравари. Гоце, добре дојде во мое село. Добре ве најдов, добро утро, добре дојдовте во моето село Кравари. Сепак прво би те запрашал Кравари. Името го носи? Името го носи одамно. Сигурно тука било населено со жители кои што му служеле на турчинот и одгледувале крави. Така? И така се зборува дека се добило името Кравари. Се одгледувало само крави, овци не, и било која друга стока, или грото биле како главна гранка биле кравите? Главна гранка биле кравите. И потоа го добило името Кравари? Потоа го добило името Кравари. Добро, вака сега го те прашам. Ти си роден тука? Да. Твоите, од дедо, од баба или покасно или порано? Од дедо и прадедо се тука родени во селото, да. Значи датира селото доста старо. Доста старо, од крајот од турско време. Ова позади нас е стариот дел на Кравари, Старо Кравари, а потоа после 60-тите години почнува се населува и од другите краишта на Македонија. Така да има од многу села тука, од Струшкиот крај, од доселени од повеќе места, да. Пошто интересно е дека е на самиот пат до Битола Мечитлија, така ги привлекувало тоа. Би те запрашал, интересно е дека во овде се одгледувало ориз. Дали е вистина? Ориз се одгледувало порано затоа што овој дел бил мочуришен. Мочуришен? Да. И тука се одгледувало ориз, имало доста вода. До кое време? До кај 60-тите години. До време на мелоризацијата, кога се направиле каналите? Кога се направиле каналите. Во селото имало и фабрика за луштење на ориз. На оризова рапа. И така да тука се одгледувало и ориз порано. После тоа се одгледуваше пченка, пченица, пипер. Пошто имало крави, може да речеме највише пченка имало. Да. Највише пченка. Пченка, рж. Добро, житарица имало. Житарица, да. Добро, сега вака да ни кажеш, Гоце, колку од прилика да кажеме има куќи во селото? И новото Кравари и старото Кравари заедно? Во селото заедно имат околу 320 домаќинства. Жители има некаде околу 1500 така нешто. Големо село. Да. Големо село. Вака би те прашал сега, селото има училиште, имаме пошта? Училиште, да, училиште имаме основно до 5-то оделение. Значи од прво до 4-то? Од прво до 5-то. До 5-то? До 5-то. А да, пошто сега е. Да, сега е друго. Потоа децата одат во Бистрица до 9-то и потоа средно Битола. Се продолжува. Се продолжува Битола. Иначе пошта имаме амбуланта, имаме стоматолошка ординација и така. Тоа се веќе со години амбулантата? Со години се, да. Тие се над 30 години тука. И ден денеска си? И ден денес си функционираат, си работат. Задња пошта Кравари? Кравари. Така е, да. Добро, Гоце, да те прашаме сега вака да ми кажеш земјоделието. Добро, се работи на сите страни. Сите си работа за себе или има нешто што се работи, да кажеме, сега е модерно или концесиски да се земе, пошто Пелагониско поле е блиску и доста поле е необработливо? Има 2-3 фамилии работаат пченка на големи површини, си имаат механизација. Се работи пипер, се сади, компири, се што е од земјоделие се работи, да. Секој за себе си работи. Работи колку да има да помине зима. Да.
Не, ама има и што продаваат поголеми количини. Така? Дали некогаш имало воденица во село? Воденица немало, ама фабриката што беше за луштење на ориз се пренамени во фабрика за пипер. И тука се мелеше пиперот, оти порано повеќе фамилии садеа пипер. Значи, од кравари имаме мелен пипер. Да, имаш. Сега нема повеќе, сега таа фабрика е за сточна храна се пренамени. Така. Се продаде и сега е за сточна храна. Така да мелинот што беше за пипер не работи. Не работи. Да. И тоа е затворено. Да, и тоа е затворено. Добро, сега нема кој да работи или зошто е затворено? Може да се отвори, не се обработува толку пипер. Се продаде фабриката. Аха. И сега е Јасно. за сточна храна. Добро. Така. Сега вака да те прашаме, Гоце, збориме за стока, сточарството во село Кравари. Најзастапено велиме Кравари, по тој го добило името, нели? Да. Се чувало и друга стока, овци, кози. Имаше неколку фамилии чуваа и овци, некои кози поретко, ма крави доста чуваа порано. Сега не се чува толку, само една фамилија чува околу Добро, 5-6 што крави. чувале Тоа е, стока, да. сигурно имале и повеќе дечиња, за да, нели? Да, да. Фамилијата броела поголеми број на членови, така? Да. Денеска е многу помалце. Денеска е многу помалце, младите заминуваат надбор и така да не се... Иако е Кравари блиску до Битола, Да, младите си заминуваат. си заминуваат. Значи не Што се... не беше случај порано. Не беше Порано порано. се доселуваа во Кравари, а сега се одселуваат веќе. Ајде те прашаме вака, денеска во Кравари имаме свадба, тапани, Имаме и свадби, и крштевки се прават во селото. веселби се уште. Веселби се уште има. Се прават како некогаш или не баш така? Во ресторани толку. Дали во сред село, например, како порано што? Не се прави како порано, свадбите Малце се прават помодерно во помодерно во ресторани, да, тоа е. А сепак Со Кравари е текот на село. времето, Зошто да не биде и на сред село тапани? Па сега ако даваме невеста, кога доаѓаат, има. Кога има Го кој идат има, по невеста? го има тоа, да. А ако си имате невеста? Пак има, ама помалце. Или право во ресторан? Не, се оди по невестата, па се Не, враќаат добро, назад, одиме па, по невеста, да. меѓутоа после не се После доаѓа. не се доаѓа, не, Се оди се во оди во ресторан. ресторан, да. Така. Добро, Гоце, јас би ти се заблагодарил за разговорот и сега би те прашал само на крајот од разговорот. Кравари, очекуваме да биде да прерасне во поголема населба или е веќе да кажеме една врста на населба? Кравари е населба. Иако фигурира како село, Да. можеме да се пофалиме дека е населба, зашто има Населба е, поготово новото Кравари, е доселено многу народ. да, доселено е и е блиску до Битола. Битола и Кравари Да, ги делат да, 2 до 3 километри толку. Многу блиску. Да. Ти благодарам за разговор. И јас ви благодарам вас. Моje село во твоето село. Почитувани пријатели, се уште сме со Гоце Талевски како председател на местната заедница. Гоце, не те запрашав, со што се занимаваш ти во селото? Ние се занимаваме покрај другите работи со земјоделие, садиме тутун. Па зошто да не во село Кравари да живееш, да, Да. не работиш земјоделие? Да. Иако вела денеска дека од земјоделие нема ништо. Гоце, дали е така? Не е така, од земјоделие како плюс пари има. Како велиш ти, ако сакаш да работиш, има работа. Има работа. Ако сака човек да работи, има работа Има секаде и за сешто. Освен што се бавиш со земјоделие за своји потреби, така да речеме, Да. еве гледам и со тутун, не? Тутун малце, да. Тутунот зошто, како? Тутунот со децата за занимација. Така велеа старите порано. Значи, тутун ќе работам се додека не ми завршат школа децата. Да, Да моите ги вработам, па после не работам тутун. Дали е денеска истото можеме да го кажеме? може да се каже, децата ми се мали уште, средношколци, така да, Да. додека завршат ќе се сади тутун. Тутунот е една добра потпора за еден Да, земјоделец. во зима кога нема доволно средства, тутунот се наоѓа. Така е. Да. Освен тутунот, друга гранка некоја гаиш? Не, земјоделие нешто бавчат и работи за домашни И потреби. све за своји потреби. Да. Гоце ти благодарам. Много.
Мое село во твоето село. Почитувани, еве не во Краварското поле имам можност да разговарам со мојот земјоделец Јосиф Стевовски од село Кравари. Јосиф, добар ден. Добар ден. Да те прашаме прво, што и како све произведуваш од земјоделие? Па, моментално се наоѓаме на нива која е насадена со компир. Овде имаме негде околу 4 хектари парцела. Компир кој го работам за чипсарата која имаме во Кравари, значи со нив имаме договор. Значи има и чипсара во Кравари. Имаме чипсара во Кравари веќе неколку години работи. И еве јас веќе скоро 4-та година садам исклучиво за нив компир. Таа е одредена сорта што мора да биде исклучиво за таква намена, затоа што чипсот си бара специјална сорта, од секој компир не може да се направи чипс. И има, да речем, некоја као сепарација на компирите, да, што иста величина, да не се помали или? Значи, компирот што го обработуваме за чипсарава, ова машината што ја гледате зад мене, таа е со калибратор. Али, на самата лента има калибратор, од она одредена големина што ќе се качи горе, што ќе оди во бункерот, значи оди се за преработка. Се што ќе падни долу, тоа е веќе ситно и не е за обработка. Така, колку години ова го работиш? Со чипсов, за чипсарава 4-та година. И како си задоволен? Задоволен сум. А од берикетот? Од берикетот ова година малце ради лошите временски услови, од година на година, значи се соочуваме со недостаток на вода. Нема вода. Ради слабите, дождови, годинава ќе биде родот доста намален, плюс тоа со Стрежево имавме малце проблем годинава ради недостаток на вода, имаше рестрикција на водата, значи мораше рационално да се искористува оваа сезона. И сепак да бидеме благодарни што и до толку ни дозволија да наводниме, затоа што веќе беше ризично да нема, да речеме, и градот и селава да останат без вода за пиење. Јосиф, 4 хектари. Мислиш дека е слаба реколтата? Ова сезона да. Колку требаше да биде, да речеме? Од 4 хектари негде околу 160 тона требаше да извадам компир. Оваа сезона, ако извадам 100, добре, ќе бидам задоволен да се покрием барем за трошоците. Така. Затоа што компирот е доста скапа. Семенски материјал. Што се? Репроматеријали, ѓубрива, билки за тоа е, значи се е оскапено. И ако немаш добар род, не може да се покриеш. Све е потешко. Од субвенции нешто има фајде? Од субвенции сум задоволен, значи субвенциите тие што се ги зедаме редовно, да не се жалиме. Са што е тоа е. Так. Добро би било уште на некои работи да се внимава, каде што може владата, да речеме, да ни помогне. Па мислам дека како што ќе идат се сушни години, ќе мора да се размислува за бушотини. Нешто да се превземе. Бушотини, да, бунари, за да не можеме да бидеме и зависни толку од Стрежево, затоа што сушата си го прави своето, ќе мора да се прават бунари. Краварското поле важи за влажно. Влажно, да. На 30-40 метра досега што имаат бушено земјоделци, значи вода имаат негде извадено. Али за ваква површина ќе треба да се слези доста подлабоко, за да може добра силна пумпа да може да... Јосиф, во даден момент, ако не го навадниш компирот, све е џабе после. Па еве, затоа ви кажувам, оваа сезона се случи да нема воопшто дожд, баш системов Стрежево, кога требаше да наводниме, имаше дефек и компириве останаа скоро 20 дена без вода. Без вода. И затоа тука ќе биде тој голем проблем. И загубата напола, ви кажав, напола. Годинава, ако извадиме за семенскиот материјал и за трошоците, да, ќе биде пак окей да не бидиме барем загуба. Јосиф, што друго работиш од земјоделие? Па се негде обработувам околу 20 на хектари. Ви кажав, 4 хектари имаме овде компир, останатото натаму беше пченица и дел пченка. Јосиф, сам работиш, зимаш аргати или како? Ти помага семејството? Јас, откако веќе работам со овие работи, ние како фамилиарен бизнис. Така? Јас сум земјоделска доел фирма, сопругата ми е регистрирана како индивидуален земјоделец, што значи дека
моментално овие 20 хектари ги обработуваме, да не речам сами. Фамилиарно, да. Вака кој ќе треба, да речеме за набрзина да се забрка, да се завршат некои работи. Имаме луѓе пријатели кои што доаѓаат да ни помогнат. Граво да се пожалиме. Екзистенција ти е земјата. Земјата, да. Земјата. Еве скоро 24-5 години кај што се занимавам со земјоделие. Па се работи, живееме. Имаш механизација. Па имам. Скоро во овие години од кој работам и од кој сум регистриран и јас како фирма и сопругата како земјоделец, да не речам, за овие 20 хектари имаме доста современа механизација. Јосиф, сега како да го наречеме, ова се влече со трактор, машинава за вадење компири, така? Оваа машина е за да ги извадиш компирите. Добро, а имаш друга за сад? Значи, за да се дојди до оваа ситуација, да речеме, да ги вадиш компири, не да ги вади, да ги наваднуваш, туку да ги корниш, така, да си... значи има доста операции. Имаме, значи, напролет спремање на земјиштето, ѓубрење, голема припрема треба, за да може после машината да работи сега без проблем. И сега како одиш, да речеме понатаму, одиш за да дојдеш до ова на ниво уште 3-4 операции. Да, пошто мулчирање, ќе изрти треба да се ископа. Треба да се ископа, да, пошто ако сето тоа го правиш машински. Све машински, све. Све друга машина. За секоја операција друга машина. Да не речам, до ова ситуација сега за да дојде ова машина, најмалку 6-7 операции. Па гоце, тоа се скапи машини? Па скапи. Си инвестирал во земјоделие сериозно? Инвестирано е во овие 20 и нешто години доста. Да не кажуваме бројки, пошто... Си благодарен на земјата? Значи вака, земјата ако му даиш, ќе ти даде. Така е. Читам по медиуми лошо семе на сорта на компирова, она нема лоша сорта на ништо, има лош газда. Лош газда. Да, ако не обработиш земјата како што треба, не можеш да очекуваш приходи. Недомаќински. Значи, за се треба да си во право време. Не знам дали ќе се сложиш со мене, има многу ради овие субвенции, само изорано еднаш-два пати, нафрлено семето и оставено така. Има, али на сето тоа веќе му иди крајот. Му иди крајот, затоа што земјата ако не ја обработи за да извадиш ти од незе род и да имаш некоја си добивка, некој да не наречам бенефит, так. Значи треба да вложиш во неа. А ти ако ја оставиш само за да земиш субвенции, со тие субвенции што ќе ги земиш ти не можеш да се покриеш за она што си го оставил за тие субвенции. Воце, морам да те прашам, пелагониско поле, како ќе го оцениш? Обработливо е до максимум, меѓутоа многу слабо е обработено. Све помалци и помалци се ора, се сее, се сади и така натаму. Така е, значи да се избораме реално, земјоделието е да не речам најоптеретената, најтешка така е, мачна гранка, затоа што на отворено си, како вели нашиот народ, треба добро утро да и речеш на нивата, така, затоа што ако ти од сабајле не станеш да дојдеш овде да видиш нивата во 6 сато или 7 кога треба да се обработува, нивата треба да обработиш таа кој ќе сака, а не ние. Така. Почитувани, се наоѓаме на игралиштето во село Кравари, каде што треба да започне фудбалскиот надпревар, пријателски фудбалски надпревар измеѓу ФК Црна река од село Долно Чарлија и ФК Кравари. Со нас го имам како соговорник Трифуновски Благоја. Благоја Трифуновски, вие сте? Јас сум секретар на фудбалскиот клуб Црна река. Од село Чарлија? Да. Добро, по кој повод е овој пријателски надпревар? За да се дружиме. Да се дружим? Да, пријател. Селот ФК Црна река, од село Чарлија, во која лига е или? ФК Црна река е во А лига. Во А лига? А2. А2. А ФК Кравари? ФК Кравари е поворе во регион. Добро, значи пријателски надпревар кој треба да... Да изиграм со некој поискусен, за да можат и овие што се нашите деца да има, мислам,
да се наоѓаат, да видат кај треба да покриваат, да одат на децата. Има ли подмладок Црна река? Имаме. Имате од повеќе генерации? Да, има. Добро, имате игралиште? Игралиште за милине, сега го наводнувавме, да па треба има кукува коли да ти режем. Иначе супер играше за терено. Да се дома изигравме една со беранци. Со беранци? Да. Добро, и ова сега ќе биде пријателска? Со Кравари? Кравари. Кој се подобри, Кравари или Црна река? Кравари се. Подобри се каде? Да. Подобри се. Ајде баш ќе видиме. Да, се ќе не радува нас една победа да направи. Може да биде. Ајде. Мое село во твоето село. Почитувани, се наоѓаме на игралиштето во село Кравари, помеѓу еден пријателски натпревар помеѓу ФК Кравари и Црна река. Да. Со нас за соговорник го имам Кире Груевски. Кире Груевски, долгогодишен тренер на ФК Кравари. Не на ФК Кравари, на 4 битолски екипи 5. Секаде бев помалку, Новаци 20 години, во Рек Битола 10 години, па тука ФК Могила и така. Во битолските екипи. Може да кажеме како еден доен во спортот на овој крај? Може да се каже слободно. Би те запрашал за почеток, кога е формиран клубот во ФК Кравари? Покажувањата на луѓето што го водат клубот, ФК Кравари е формиран некаде 1952 година. Значи, долго време постои, скоро 70 години. Има ли подмладок? Помладок има, меѓутоа нашите, бидејќи Кравари е најближ населба до градот Битола, младите играчи и помладоци, најмали и поголеми тренираат во школите на Пелистер. На Пелистер. Да. Сега вака, ФК Кравари во село Кравари, веќе долги години во која лига игра? Па, од прилика игра подолго време во третата лига. Во третата лига. 18 години. Успеси кои што имаат постигнати? Постигнувале успеси, биле секојаш така, за симпатична екипа, отпадоци од Пелистер што ќе останат играчи доаѓаат во Кравари, секојаш е солиден тимот. Јас сега пред малку прашав из противната страна пријателски надпревар помеѓу ФК Црна река и прашав кој е подобар. Велат Кравари. Подобар каде, не? Па добро, подобар е, тренира Кравари редовно 4 пати во недела. Ова година нешто се прави реорганизација во фудбалскиот сојуз. Треба да се избори некој пласман до 4-5 место. Да влезе. Да, мислам дека Кравари може тоа и ќе го обезбеди, а амбициите се малку и ако може да се биде прв. Значи, затоа што лигата е скратена, малку се екипи, кој ќе го искористи тој вакуум од краток период да биде во форма, може да биде прв. Да. И истото се работи и за нашата екипа. Добро, вака да кажеме колку екипи имаме како Кравари во околни весела? Има повеќе фудбалски? Имаше повеќе фудбалски екипи, ама претежно игра сега во општинската лига. Инаку Кравари е моментално и екипата на ФК Могила од Могила. Исто тука е екипата второлигаш од Новаци. Постои ли ден денеска подобрите играчи од Кравари, од Могила и од овие околни весела да ги земат за играње во прва лига? Прво да ви кажем, јас кога работев во Новаци 22 години бев таму. Да. Се што дојде од Пелистер во Новаци се врати пак во Пелистер. Пак се врати во Пелистер. Пак се врати, меѓутоа тоаш не беа школите. Беа подмладоци, знаете, помлади и помлади. Сега се сформира школите, ги насочуваат децата ваму, ќе одиш таму, ќе одиш. Имам менаџер за ваму, имам менаџер за таму и ги имаме ние играчи, имаме тука 5 играчи, јас во Кравари имам сега моментално. Па некој ќе се врати најверојатно, има двајца што се така потенцијални. Има ли да побараат некои од овие играчи да ги побараат и надвор? Надвор не. Јас мислам дека првата скала е да оди играчот во Пелистер. Мој е секојаш, од секојаш било тоа. И во Рек Битола кога сум бил прв во втората лига, сум влегол во првата лига со Новаци, сум влегол во првата лига. Меѓутоа играчите кога ги барале Тони Мицевски, Ставревски, Главевски, да речам Новевски, мојата политика била прво Пелистер.
Така, да, После понатаму твоја работата. да ве прашам, подпомогнате клубот од селаните, од мештаните во село Кравари? Местната заедница во Кравари помогнете тоа што ова не се плаќа. Така. Престојот тука, водовод, струја, вода, ова тоа. Да се надеваме во блиска иднина и трибини? Па не знам, некои викаат вака да се направи прво инфраструктура, па да направиме тоа. Не, јас имам, доказ е, во малите екипи прво треба резултатот да ги понеси тие што водат клубот. Така. Да се прилепат други луѓе, некој од бизнис, некој од општина, Кравари под општина Битола. Од општина Битола. Па силна е општина Битола, дава доста средства за Пелистер. Ако од нив 10% дојдат во Кравари, Кравари второгаш ќе биде. Да, и ќе биде. Ќе биде. Вие во Новаци своевремено јас влегов, немаше ништо. Се направи таму и трибина, се направи ама 3 пати влеговме во прва лига. Дали за еден клуб е многу битен човек како вас? Најбитен. Најбитен. Тренерот во малите екипи не е само тренер на игралиште. Тој е организатор, селектор, прави атмосфера. Тоа голема работа е. Така. Некој вика, абе види, тој тренерот ќе направи тој. Тренерот не прави само овде на тренинг, работи и позади тренингот. Така е, И така. дома, и вечер, и утре. Некој се школува, некој ваму, некој има проблеми, така. Најдобар. Тој секојдневно, ние сме во контакт со играчите. Секојдневно, јас овие, секој ден знам што проблем има тој. Дали може да речеме добриот тренер може да стане и селектор? Кога беше, сега, знаете, има категории, прва, втора, трета, пета. Јас кога се подели Југославија своевремено, Часта Божиновски беше еден од тие координатори, ме назначи селектор на втората лига Запад. Имаше Исток и Запад. Така. Меѓутоа после се изменија работите, Фудбалски сојуз на Македонија, што и нормално секаде во бившата држава се сменија. Сега, знаете, има селектор до 17 години, до 18, до 20, за повеќе категории. Тоа и амбициите паднати се, например, кај мене се некој селектор дечиња таму да водиш да тераш. Така е. Да му пожелиме на Кравари да биде успешен фудбалски тим, да освојува успеси на повисоко ниво, па дури и до прва лига. Јас ви благодарам што сте одделиле време да дојдете до Кравари. Да. Оти ретко која камера доаѓа на малите екипи. Се сака да лови во Вардар нешто интересно и таму. Меѓутоа кога ќе биде ова емисија на телевизија и да се јави следна да по 10 дена има реприза, ови сите ќе гледат. Така е. Ви благодарам. Ајде. Ете, почитувани, тука е негде и крајот на првиот дел. Ви благодарам што неуморно не пратите со утринската програма на Сител телевизија Ја сакам Македонија. Ве поздравувам од село Кравари.